Почитувани, добро дојдовте во првата епизода од Инженеркаст. Денеска со мене е мојот професор ментор доктор Златко Зафировски. Тој е професор по катедрата за железници на Градежниот факултет. Професоре, добро дојдовте, чест и задоволство е што денеска сте тука со мене. Здраво, чест и задоволство ми е што сум овде присутен денес и што ќе имаме можност да ги споделиме искуствата поврзани со градежништвото и транспортната инфраструктура. Честитки до тебе за изборот на тема и изборот на емисија и она што сето планирате да го направите понатаму. Ви посакувам искрени честитки, желби за многу успешни епизоди во понатамошните серијали. Ви благодарам. Пред се, нашата соработка е долгогодишна. Од кога ја бевте во деканатот, јас бев председател на студентско собрание. Имав одлична соработка и ви се заблагодарувам за целосната поддршка до сега што ми имате укажано. Во моментов го работиме мојот магистерски труд, сни работеле многу успешни проекти и сни ги завршиле заедно, ама никогаш не сум успел да ве прашам зошто баш се фокусиравте на железниците, на инфраструктурата во градежништвото и зошто баш оваа тема да биде ваша струка во животот, зошто баш градежништво? Така, спомнавте дека бевте председател на студентското собрание и искрено големи пофалби до вас. Навистина умеевте да го водите собранието онака како што доликува, да имате комуникацијата, да одржувате комуникацијата професионално и со наставниот кадар и со сите студенти, така да честитки за тоа. А во однос на тоа зашто и како е избрано градежништвото како моја област во која што јас понатаму ќе се усовршувам, нели? Мојот избор дојде прво како желба дека има нешто што да се научи во него, а да навистина се гледаат делата кои што ќе бидат направени. Токму градежништвото е она што може да се види, да се опипа, да се научи и да се работи по тоа на него. Искрено јас како курчегинско дете, како ученик во математичка гимназија, додека учев, некако различни беа насоките на кои што планирав да се насочам. Сепак изборот падна токму на градежништвото, за кое што искрено да кажам не се каам, не сум се покајал ниту еден во ниеден момент. Она што е предноста кај нас на факултет и она како наставен кадар, дека секогаш се занимаваме со нови технологии, секогаш се учи нешто ново, никогаш не сме застанале онаму каде што нели мислиме дека кога ќе магистрираме и докторираме дека тука е врвот на градежништвото. Не, постојаното наше присуство на конференции, постојаното наше учество на воркшопови, во работилници, посета на други универзитети си го прави своето и едноставно постојано се издигнуваме нагоре во однос на нашето совршување, а не можам да не го спомнам и фактот дека нашите студенти постојано ни даваат мотив и енергија за ние тоа да го правиме уште поуспешно. Спомнавте студентите, сега ќе ве навратам малце вас кога вие сте биле студент, дали се сеќавате на вашите студентски денови и првите можеби ваши проекти во самиот почеток? Како не може да се заборават студентските денови. Можеби кога бев средношколец, велев дека тоа е најубавиот дел од животот кој што го имаме поминато, но сепак кога дојде делот на студирање и обврските кои што се ги носи сами по себе градежниот факултет, не те оставаат рамнодушен во насока на тоа дека мора постојано да има дружење со колегите, кое што е неизбежно. 5 години студирање си го направија своето, да навистина постојано бидеме фокусирани колку на тоа да научиме нешто ново, но потоа да си ги завршиме врските околу пишувањето на нашите програмски задачи, кои што траело, да не се лажеме, и доста доцна во ноќта. Дури до сабајле, но не може да не спомнеме и дека петокот и саботата биле секогаш резервирани за во текот на неделата, она што било така, она што на што сме трошеле енергија на учењето, да го потрошиме во исто така дружење ноќно
Така Да. да едноставно целокупното студирање си ја даде својата убавина и на градежништвото и на деловите на студирање. Така, ќе се вратиме на професијата. Вие сте професор на градежниот факултет во Скопје по катедрата за железници, меѓутоа имате и меѓународна соработка во Црна Гора, ако не се лажам, во Подгорица. Дали ги предавате истите предмети кои што ги предавате во Скопје и во Црна Гора? Да, на универзитетот во Црна Гора, градежниот факултет во Подгорица, имаме несомнено искуство, барем мое лично, кое што трае уште од 2006 година, со моето прво учество на конференцијата организирана од градежниот факултет во Подгорица, каде што морам да кажам дека тоа беа и почетоците на дружење, не само професионално и размена на искуства за кои што служи конференцијата, туку и моменти кои што остануваат до ден денеска, а тоа е несомнено дружењето. На градежниот факултет како од област железници покривам 3 предмети во последните 10 години. Тоа се предметите проектирање и градење на железнички пруги, одржување на железнички пруги и горен строење на железници. Тоа е еден склоп на делот каде што исто така кај нив постои сообраќајници смерот, каде што делот предметите се покриваат од оваа област. И несомнено морам да, веќе која ја спомнуваме Црна Гора, ајде да кажеме и регионот, дека имаме покрај соработката на институционално ниво во делот на наука и научни проекти, имаме искуство и во делот на практичните проекти, односно делот на проектирање, надзор на изведување и слично, каде што несомнено заедничките напори за да се завршат тие сите почнати проекти да доведоа до голем успех. Ќе навлеземе баш подетално во железницата подоцна, бидејќи јас прв предмет како што се сеќавам на моите студии, кај вас ми беше изборен предмет од УКИМ, транспортна инфраструктура, што сметам дека секој треба да го избере за да научи што е уствари транспортната инфраструктура во нашата држава. Како би објасниле транспортната инфраструктура и на колегите, меѓутоа и на обичните гледачи? Така, значи секое поместување на луѓето од едно место во друго на некој начин се реализира по некаква инфраструктура. Дали како пешак, дали како возач на автомобил или дали патник во некој од средствата од јавниот градски превоз. Сето тоа е некакво поместување, движење секојдневно на луѓето, приватно и професионално, каде што секој од тој вид на транспорт мора да се движи по некаква инфраструктура. Тоа е таа транспортна инфраструктура за која што збориме, најчесто поврзана со патната, со железничката, но и не смеме да го заобиколиме и воздушниот сообраќај, како што на некој начин е поврзан со поместувањата. Така што, бидејќи ние не се занимаваме со воздушниот сообраќај, водниот генерално кај нас немаме пловни патишта, така кажано, па не можеме да зборуваме за нешто такво, иако имало идеи кои што понатаму може да се реализираат, но на она што во моментов може да се задржиме е патната и железничката инфраструктура, кој што секоја на посебен начин си има своји предности и недостатоци. Колку патната инфраструктура има предности, толку железничката уште повеќе си носи своји предности од повеќе аспекти. Така. Например, кога би ги споредиле патната инфраструктура и железничката инфраструктура, факт е дека за да стигнеме до железничка инфраструктура мора да користиме патна инфраструктура. Меѓутоа, кога гледаме пропорционално на работите, железничката инфраструктура може да биде и многу поефикасна и поеколошка и побезбеден транспорт, нели? И поекономичен, кога гледаме од тој аспект и да однесе, например, во товарот може да однесе многу поголем товар за многу пократко време и да биде, нели, и поефикасен транспорт, кога гледаме од тој аспект. Меѓутоа, дали воглавно патната инфраструктура треба да биде дел од проектирањето на една железница? Да, може да се прави таква комбинација. Генерално, водењето на траса и кај патиштата и кај железниците е слично, нормално различни се елементите и правилата
на геометриските карактеристики на трасата кои што треба да се спроведат, но генерално секогаш ако најдеме ние најоптимална траса по која што треба да се движат да се водат да речеме експресните или патишта или автопатиштата, така треба да биде и железницата. Еден таков пример впрочем е водењето на трасата на Кичево-Охрид, каде што сега во моментов траат се уште градежните работи на изведување на автопатот. Железницата беше генерално водена во близина затоа што се смета дека тоа е терен или тоа е траса во која што би имале најекономична од една страна траса, но генерално и траса каде што би имале, да речеме, најмалку објекти, најмалку проблеми со изведување на косините и слично. Сега ќе се дадеме малце осврти на некои други предмети што ги предавате, а не се поврзани со железницата. Тоа е мојот предмет во моите студии, се викаше инфраструктурни објекти. Беше поделен на дел мостови, професорот Марковски, кој што се сеќавам беше на делот од мостови, а тунелите ги предававте вие, додека предававте и долен строј на сообраќајници. Долен строј на сообраќајници, како би го разликувале од горниот строј? Што би требало да знам, што е долен строј и што е горен строј на сообраќајници? Така, само малце ќе се надоврзам на претходното прашање кој што него да одговорив, кои се предностите на железницата. Ние велиме дека генерално железницата како инфраструктурна конструкција, како објекти се доста скапи за да се изведат, меѓутоа имаат голем број на предности кои што мораме да ги земеме во предвид кога ќе ги споредуваме со патната инфраструктура, па дури и со воздушниот сообраќај. Зашто? Затоа што она што не смееме да го спомнеме е дека моментот на заштита на животна средина, вие немате во денешно време не може да се случи да имате некој проект кој што треба да го одобри Министерството за транспорт, а за него да немате добиено позитивно мислење од делот на животна средина. Така што во масовноста на транспортот, во ширината кој што го зафаќаат патиштата и железницата, значи многу е важен тој дел. Популарно е сега со проективе да се зборува за експроприација, така што во делот на експроприацијата многу помал момент има на многу помала површина е онаа за која што треба да се направи било какво обештетување. Во однос на новото прашање кое што го поставивте, да, значи долниот строј е на некој начин основата за која што треба да се проектираат објектите од транспортната инфраструктура. Она што кај зградите збориме дека темелите се главниот елемент кој што ја носат една зграда, а никој генерално не ги гледа, така е долниот строј кај патиштата и железниците. Зашто го велам тоа? Затоа што генерално вие кога ќе ја завршите една траса, дали е патишта или железници, во текот на експлоатација не би требало да се јават големи проблеми во однос на кај патиштата коловозната конструкција или кај железниците горниот строј. Она што е доста важно е да се добро испита тлото за проектот кој што ќе се направи, да биде направен така за да во фаза на експлоатација не се јават големи проблеми во однос на слегнувањето, во однос на оштетувања и слично. Така што генерално во делот на проектирање, особено на нови пруги, на нови објекти, ајде сега се задржуваме конкретно на транспортната инфраструктура, но понекогаш инвеститорите сакаат да го намалат бројот на истражни дупнатини или истражувања на теренот за да се добие некоја поблиска слика за самиот терен, а тоа па покажува дека теренот ни е добар и да. Ако има потреба и да е лош, не е проблем. Ние во градежништвото нема нешто што не можеме да го решиме на ваков или онаков начин. Нормално, за се има решение, за се има утврдување и контрола на стабилноста, но генерално, ако не ги направите тие истражувања за време на подготвување на проектот, ако ги правите од кога ќе се изведува и ќе не идете на проблемот, тогаш нормално е дека би чинел тој многу повеќе. Тоа е во делот на долниот строј, повторно ќе кажам, тоа е носив елемент подлогата на која што се гради горниот строј. Да, во долниот строј спаѓаат и мостовите, и тунелите, и пропустите, и потворните ѕидови. Тоа е секако дел
од неизбежните елементи на транспортната инфраструктура. Можеби некој постојано се коментира тоа, па има многу мостови, има многу тунели. Има мостови и тунели онолку колку што ќе треба. Значи генерално проектантите секогаш идат, барем не се случило, ние во Македонија имаме одлични тимови на проектанти, проектантски куќи и експерти посебни од сите области, кои што навистина не може да се случи да направат некаков кикс во однос на делот на проектирањето, затоа што при проектирањето секогаш се иде на варијантата да се најде оптималната траса. Сега, која е оптимална траса? Оптималната траса секогаш велиме не мора да значи дека е најефтината. Значи тоа секогаш го потенцираме и тоа треба да биде правилно. Значи никогаш не треба да се иде на тоа дека најефтината варијанта е најдобра. Точно така. Значи ние ќе ја направиме онаа која што инженерски сметаме дека е најдобра за да се изведе, и тоа треба на проектантот да му биде основа за да го презентира проектот пред институциите, значи пред инвеститорот, а потоа заеднички да се донесе одлуката. И многу е битно после изведбата да се пресмети нејзиното одржување, ако гледаме од економски аспект, бидејќи нели пак можеби ќе биде најефтина за да се изведе во проектот, наместо мост ќе се стави насип или ќе се замени некаков друг објект, меѓутоа во иднина може при експлоатација, при траење да кошта многу повеќе, да има појава да свлечиште или некои други типови на деформации, каде што ќе не кошта многу повеќе, и затоа викаме најоптимално решение е она баш инженерското решение. Така е. Така и така треба да биде. Доста често зборуваме за тоа за одржувањето. Одржувањето е многу важен елемент во нормалното функционирање на една конструкција. Исто како човековото тело. Ако ние за човековото тело треба да се грижиме често и да проверуваме дали ги задоволува оние минимум барања за да функционира, така и една инфраструктура. Значи не можете вие кога ќе ја пуштите во експлоатација и да речете готово, тука завршува нашето, ние одиме на друг објект. Апсолутно не. Значи во моментот кога ќе се пушти во употреба една инфраструктура, збориме генерално, треба да се започне со нејзино одржување, односно грижа за самата конструкција. Зашто? За да не дојде некој период кога таа не би станала функционална, па потоа решавањето на проблемите ќе идат на малку потежок пат. Кога разговаравме за објектите на инфраструктурата, јас ќе демантирам дека ние имаме железнички коридор 8 кој што има поделен на 3 фази. Во едната фаза има околу 25 моста и 15 тунели, во другата фаза има 52 моста, 24 тунели и многу број на надвозници, подвозници, тоа е железнички коридор 8. И сега кога би го гледале тоа подрачје, да кажам, ние имаме тунел мост буквално, и реално за да се реализира тој проект е стварно многу и комплицирано и за изведба, и комплицирано од аспект на и односно кошта многу повеќе финанси. Дали мислите дека можеби е тешко да тоа стварно треба да имаме искусни инженери за да се изведе, бидејќи станува збор за над повеќе од 100 објекти. Дали сметате дека изводливо е сето тоа баш кај нас, бидејќи јас не познавам некаде во светот да има покомплексен објект или проект? Видете, поврзувањето на коридор 8, посебно во тој дел спрема Бугарија, е од екстремно значење. Значењето сите го знаеме. Значи, она што е важно, особено за железничката инфраструктура е поврзувањето на Македонија со Црното море, кај пристаништата кај Бургас, и кој ќе се заврши делот 8, коридор 8 спрема Албанија во делот на поврзување со пристаништето на Драча. Сега, видете, градежништвото не би требало да има некакви ограничувања. Каков и терен да биде, ние треба да го решиме. Се решава на таков начин што во тој дел навистина се иде скоро со максимални наклони наложни наклони на железницата, тие се 25 промили, тука се скоро максималните, па имаше развивање на трасата за да може да се излезе точно кај ДВ Бајр, и тоа мислам дека јавноста е запознаена затоа што
на тој дел завршува со тунел. Значи исто така уште покомплексен момент на спојување на две држави, што и па и не е така некаков посебен проблем. Ако го гледате на тоа од функционалност, ќе ставите царина или граничен премин пред тунелот, ќе има некоја станица каде што ќе се реализира тоа од страна на Република Бугарија, повторно ќе има некаков таков дел. Значи предизвикот е апсолутно голем. Вие кога тендерирате, како ќе го тендерирате тој тунел? Ајде, окей, вие во трасата имате дел за траса, објекти, мостови, тунели, знаете колку тоа ќе чини. Меѓутоа, како ќе речете до каде ќе го пробиваме делот на Македонија, од каде Бугарија. И за тоа постојат начини. Ќе се почне од двете страни со пробивање. Ќе се најдеме на согласно најновите технологии не може да се случи да тие не се спојат. Да, теренот е таков. Можеби јавноста ќе рече, па зашто коридорот 8 не го влечете од делот на Струмица, да речеме, каде што имаме порамничарски терен, но сепак никој не вели во иднина да не се направи тоа поврзување. Ние генерално сме правиле и на самата катедра истражувања во делот на спојување на Радови, Струмица и поврзување со Бугарија, повторно на делот на Црното море, така да тоа не е проблем дека не може да се реши, апсолутно, но се смета, барем и стратешкиот план на државата било дека коридорот 8 мора да иде во делот на ДВБР спојување и колку што јас имам информација, а генерално изведувачите имаме некакви контакти, особено за тунелите, пошто јас барем за тоа најмногу се интересирам, дека немало ниту еден проблем во однос на проектите и во однос на изведувањето, дека тоа иде безпрекорно, особено на лот 2. Така што генерално се и готови. Да, 85%. Може да се пофалиме дека навистина работите течат барем во однос на тунелите за останатиот дел. Ревизијата која што ревизијата која што вие имате направено. Да, ревизијата беше на Градежниот факултет, соработката беше со странски конзорциуми кои што единствено имаат можност да добијат во најголем дел проекти за делови за проектирање кај нас. Соработката и тогаш беше одлична и сега така да се решаваат и да се јават најмали проблеми се решаваат. За коридор 8 се сеќавам дека имаше кога се правеа столбовите, имаше откритие дека се најде стар тунел во столбови на мост 11 каде што била старата траса покрај Крива река. Значи веќе таму можеби илјадници години пред постоел некаков коридор. И не е случајно таму сигурно испроектирани новиот, а што се однесува до другата траса, таму може да биде брз воз, бидејќи сега нели има ново планиран брз воз за Грција, може да на коридор 10 може да се планира на коридор 8 брзиот воз да биде од таа страна каде што нема да се допираат, доколку има можност, треба нели сепак да го видат тоа експерти тоа подрачје дали може да се изведе. Така, и затоа постојат тие фази на проектирање во кое што и најмалите аномалии, да кажем, на некој проект би се изфрлиле. Тука постојат пред физибилити студија и физибилити студија, каде што сите можни траси се во оптек, се анализираат детално, се даваат предности, недостатоци, кост-бенефит анализи, мултикритериумски анализи, сето тоа, ајде си е посебна област за која што верувам дека може да се дискутира посебно. Па од кога ќе се направат сите тие анализи да се види кој коридор би бил најдобар. Меѓутоа и за тој коридор кога ќе се усвои некој решение, понатаму морате да го надградите во некакви поголеми на ниво на основен проект, да го издетализирате до толку за да можете да видите колку би тоа чинело. И сега компјутерското проектирање е веќе секојдневие. Вие го застапувате тој предмет, колку тоа леснува работата на инженерите, нели користиме некои алатки, кои алатки користиме за проектирање? Да, значи модернизацијата на делот на проектирање или воведувањето на софтверите кои што овозможуваат полесно проектирање е неминовно позитивно, затоа што на многу полесен начин може да се следи целиот проект. Ако порано градежните инженери проектирале нели на хартија и ги влечеле трасите и слично, за некакво поместување на трасата требало доста повеќе време. Сега овие нови софтвери кои што се користат за проектирање на транспортната инфраструктура, особено воведувањето на BIM, значајно ја олеснува проектантската
анализа или самите проекти кои што треба да бидат дадени во изработка. Зашто е тоа така? Затоа што при самото проектирање можете да ги следите сите фази на проектот, не само трасата, да ги следите фазите на напредување на мостовите, фазите на напредување на тунелите, местоположба точно на пропустите, одводнување и слично. Се е тоа една симбиоза, ќе кажем, која што не може да иде посебно. Сето тоа иде напоредно како се врши проектирањето и едноставно стигате до моментот на динамички план, добивање на точен план за тоа кога ќе се почне, во која фаза што ќе се изведува од проектот и кога би требало да заврши. Секогаш во овие кај изведувачите, во нивните канцеларии, кога ќе идете на било каде на терен, имате огромен календар каде што во најголем дел се запишани деновите кои што се планирани да врнат дожд, да паѓа снег и слично, каде што едноставно тој динамички план кој што вие сте го направиле мора да претрпи некакви промени, но не е тоа дека застанува проектот па сега ќе чекаме. Има многу пропратни работи кои што го следат, ја следат реализацијата на тие проекти, така што водењето на тие книги, кој што не е така мала работа, секако со пратењето на FIDIC стандардите, сето тоа иде безпрекорно. Обуката на студентите и поврзувањето на академијата со пракса, пошто јас кога бев студент одевме со вас често на терен и обука, дали уште е тоа традиционално или останало на градежниот факултет? Апсолутно. Значи не можеме да замислиме ние на нашите стручни предмети да не реализираме некаква практична настава. Впрочем и се воведе предметот пракса, кој што беше заложен конкретно за тоа да трае еден семестар, во кој што сето она што студентите го имаат учено во текот на студиите, особено стручните предмети, да биде видено на лице место. Коментарите од студентите секогаш се неприкосновени, значи нема споредба за тоа нешто што ние ќе го кажеме на часот во кратки црти, во теоретски и слично, од она што они ќе го видат на лице место. Значи бенефитот е апсолутно голем. Дури и нивната посета на фирми во неколку дена, по нивен избор, навистина си го прави своето. Значи, она што, особено во транспортната инфраструктура, можеби вие не сте биле дел од некои тие генерации кои што да речеме имале среќа да одат, значи сме иделе на пракса во Србија на изведба на железничка линија, на траса во Бугарија, на железничката станица во Софија, така што имало многу што да се види и кога ќе комбинирате на пракса со дружење и комуникација и помеѓу нив и инженерите кои што работат тамо, тоа е навистина нешто што веќе студентите сваќаат докаде се стигнати, односно треба да знаат дека тоа им е почеток. Ние на градежниот факултет ги учиме максимум што можеме од она што ќе им треба. Меѓутоа градежниот факултет е само одскочна даска за нештото да продолжат да го работат. Впрочем, еве ќе кажам една случка, јас како кога сум студирал и кога првото мое искуство со вработување, односно секој студент колку ја засакува својата ајде да кажем идна професија, затоа што цело време се дискутира само тоа. Дури додека патуваме, ние постојано зборуваме, видете по патот што има, видете ако синава, видете го тунелов или галерија ќе има по патот или не знам, ќе сретнете паралелно да се движи воз или слично. Тоа е нешто што навистина останува и сега ние градежните инженери постојано ќе не видите дека гледаме по објекти. Така. И ќе кажам едно искуство од порано кога моето прво работно искуство веднаш кога завршив со студиите, кога дипломирав и работев во една приватна компанија каде што постојано бевме на терен, се работеше од сабале до вечери, постојано по објекти, проверка и слично, нормално дека ќе мора да седнеш и некаде да одмориш да се напиеш кафе и се супругата на газдата со кој што каде што работев, не гледаше дека ние на кафето не зборуваме за ништо друго, туку зборуваме само за градежништвото, за објектите. И во една шала баш ни кажа, вика, Златко, вика, јас да ти кажам, вика,
многу ми е кеј, вика, што вика маш ми се занимава со градежништво. Вика, замислете, вика, и затоа што ги сака објектите, замислете да биде гинеколог. Така, не дај Боже. Па сега. Не дај Боже. Така да не можете да сретнете градежен инженер, а да не се заинтересира да види некоја конструкција, да отиде да сликне, да фотографира, па да изанализира, па каков е статичкиот систем, ако е од високоградба, како е решена брзата железница, како се решени станиците, косините, тунелот. Значи, сето тоа си носи една симбиоза. Нема нешто што не е поврзано. Ние постојано соработуваме едни со други, заеднички, единствено само како ти можете да ги јас можам и да го потврдам ова, бидејќи од кога ги завршив студиите и почнав да работам, кај нас беше лошо што беше корона период, помалце тешко се справувавме нели со реализација на настава и на сите тие процеси. Меѓутоа кога излегов и кога бев прв пат на објект, се вработив првата работа, бев импресиониран пред се и сакав да знам се како функционира и од кога веќе дори машините како функционираат, како оди процес на асфалтирање, процес на тампонирање, процес на нивелирање и сите останати работи кои што се во делот на транспортната инфраструктура. И кога го совршив сето тоа, сватив дека кога почнав да одам во другите држави, почнав да ги анализирам нивните инфраструктури. Бидејќи не знам дали се сеќавате, во транспортна инфраструктура јас се сеќавам, само не точно дефинирано. Имавте напоменато дека кога ќе одите во една држава, нејзината моќ ја гледате според нејзината транспортна инфраструктура. Мислам дека се тоа ваши зборови. Апсолутно, апсолутно. Значи моите први зборови на првиот час е немате економски силна држава ако немате добра инфраструктура. И тоа ден денеска го тврдам, така што самите ќе видите, еве иднината кај нас се гледа во транспортната инфраструктура. Ако дозволите кратко, бидејќи зборуваме за железничката инфраструктура, чисто само да кажам што е она што го имаме во моментов, а на што треба да се иде понатаму, да се проширува мрежата. Едноставно, ја спомнавте брзата железница. Ние ги имаме коридорот 8 кој што не е завршен. Ќе го завршиме до Деве Бајер. До Кичево веќе се зборува дека таму го имаме впрочем и најдолгиот тунел во државата, иако треба да се гордееме со таквите објекти, така ако збориме за некои најдолги тунели, тоа е еден од тие кои што на времето не простоеле никакви пречки за да се реализира тој тунел. Потоа од Кичево да се заврши до Лин, тоа е првото градче во Албанија каде што треба да влезе да се спои со пристаништето Трач. Коридорот 10D, кој што исто така е еден многу значаен коридор од Велес, значи преку Прилеп и Битола со Меджитлија, исто имате меѓународно поврзување на тој граничен премин и во источниот дел поврзувањето на Велес со Кочани, така што сето тоа кога би се вратило во нормално функционирање и плюс на доврзување на тие коридори, навистина ќе зборуваме за нешто што нема да има никаква замена на користење на превозни средства во иднина, затоа што она што ќе биде во иднина е градењето на железничката инфраструктура, особено брзата која што сите гледаме како функционира. Значи се возев минатата година во Италија со тие брзи возови кои што идеа со 350 км на час. Верувате, тоа е мост објект. Ние сега вие спомнавте на коридор 8 имало објекти. Има. Ама со брзата железница ќе ги има уште повеќе. Така да, она што го спомнавте како тунелите, како дел од инфраструктурните објекти, значи неминовно е да зборуваме во денешно време дека нема да градиме тунел, а ќе развиваме траса за да избегнеме градење на тунел. Значи тунелите се една приказна која што не треба да се прескокнува. Значи Кичево и Охрид да имаше тунели на некои места, повеќе места, до сега можеби ќе зборувавме за автопат, се возевме натаму. Така да истото е кај железницата, значи тунелите како објекти, нормално, сега мала дигресија ќе направам, на почетокот на октомври бевме на една светска конференција, баш тука се одржуваше во близина во соседството наше во Белград, каде што верувате дека кинеските фирми беа незаменливи во однос на подземната инфраструктура.
се зборува за проекти, реализирани проекти од 100 милиони евра, од 500 милиони евра, од милиарди евра. Милиарди, така да тоа се милиарди. Значи тоа се финансии кои што за нив тоа си го кажува како некоја сосема нормална сума која што треба да се инвестира во некоја инфраструктура за да добиете нешто што нели мене ми биле секогаш предизвик, нели, бидејќи сепак поминуваме буквално знаеме сите дека е за пробивање на некоја дали планина, дали ричест терен. И сега кога дефинираме, меѓутоа имаме ние и тунели под вода, нели? Самите во европските земји, чисто Левкада ќе земаме, имаме тунел кој што влагаме под вода и јас сега сум возел и како што рековте, мислите како ова било испроектирано, како ова би се извело, кој е начин, кои елементи ги состои за да ме натера да отворам, да прочитам и да се доедуцирам на некој начин, бидејќи во нашата држава немаме таков проект, нели? Е предизвик за секој инженер сметам да учествува на таков проект. Меѓутоа пак сум бил од принцип да се ангажирам, да прочитам нешто повеќе што би се реализирало. И јас затоа викам, инфраструктурата секогаш дава предизвици и идеи, мотиви за младите да се активираат, да учествуваат, бидејќи напоменавте дека ќе се гради железница, се градат и патни коридори, нели со обекти ленка, меѓутоа ќе напоменам, железницата во принцип е во фаза на развој во нашата држава и сметам дека ќе има доволно работа за сите што ќе се ангажираат во нејзе. Апсолутно, значи несомнено е тоа дека инженери се потребни, значи покана до сите средношколци, особено оние во матурантите, да кажем, оваа година кои што ќе завршуваат, да размислат при својот избор. Навистина потребни ни се не само на нас како граѓани, потребни се на државата. Државата има потреба од што повеќе градични инженери, од сите струки, да кажем, кои што и области кои што ги имаме на факултетот, затоа што навистина нема студент кој што, односно завршен инженер кој што не работи. Не работи само некој ако бара за да не најде работа. Сите работат. Апсолутно во следен период треба да се поработи можеби малце повеќе и на платите во градежништвото. Не велам дека се многу лоши, не велам дека се предобри, но ајде да се обидеме да направиме мотивација дека навистина ни треба кадар и навистина да бидат мотивирани понатаму дека ќе работат, да, но ајде да направиме за она студирање кои што го имаат 3 години до дипломски, 2 години магистерски, за навистина да бидат наградени. Во однос на подводните тунели, во моментов се гради тунел на поврзување помеѓу Данска и Германија. И сега на една конференција имав можност да разговарам со еден експерт повеќе по мостови, али спомнавме и дека тој подводен тунел ќе се гради. Нели нормално во секој разговор економската вредност е доста важна. И сега ако ние овде секогаш планираме, не овде, секогаш се планира да се знае колку би чинело, вели не знам. Затоа што тоа е многу долга траса која што се поврзува Данска со Германија. Целата инвестиција била на Данска, иако сум читал и по некои интернет информации, ама не ги знаев толку, бидејќи ми ги објасни сега овој господинов, професор е од Данска, кој што вели целата инвестиција е данска, Германија ништо не вложува, као данците сакале, им требало полесна комуникација со Германија. Подводен тунел кој што исто нема пречки, да не се разбереме, нема пречки ако се следи проектот онака како што е направен. Тоа се готови бетонски елементи кои што се потопуваат долу, се прават некои загати, да кажам, од страна за да се блокира водата во делот каде што треба да наместите конструкцијата, така што предизвик е, чини, но работата е колку е спремна државата, односно како инвеститор да го направи тоа. Ние имавме сега еден проект на варијантни решенија, работевме како консултанти на црногорски проект, поврзување на делот Бока Которска, каде што во една од варијантните решенија имаше подводен тунел. И сега
во разговор со колегите од тамо, јас реков, јас инсистирам оваа варијанта да биде, ќе биде предизвик инженерски да го направиме подводен тунелот за ета и Балканот да се пофали со нешто што е може да се гордееме, ќе бидеме сите вклучени, да речеме условно кажано балкански инженери во еден таков проект, но во старт ми рекоа Златко, таа варијанта ќе постои, ти дај ни цена, ама мене било, ќе идеме одма на друга варијанта. Мене било секад како дали има вентилација во тие тунели, дали има екзит излез, нели? Знам дека нема. Меѓутоа излез надвор во морето. Ама сигурно има оние безбедностни коридори кои што се направило. Безбедностни простори. Тоа го имате и овој Eurotунел помеѓу Англија и Франција. Значи таму имате две тунелски цевки, железнички коридори кои што се движат со голема брзина, значи тамо секојдневно патуваат луѓе од Англија во Франција, од Франција во Англија кои што работат на дневно ниво, идат и се враќаат 50 на километри од прилика. Меѓутоа има во средина сервисен тунел и на секој 300 метри се поврзани, така што во случај на еднашка се случи таква една непријатност, нешто се заглави системот или не знам што беше, ги евакуираа луѓето преку патниците преку тој сервисен канал и понатаму продолжи. Впрочем, да не испадне сега дека јас некој лично се фалам, но веќе имам завршена една комплетен материјал кој што со години сум го собирал, се однесува на учебник кој што го носи токму насловот тунели, каде што покрај другите работи обработени си овие подводни тунели. Книга за која што може да се пофаламе прва на македонски јазик после години наназад. Кога велам години, велам поише од 50 години. Така малку освежување, но има што да се види за некој кој што го интересира. Јас со нетрпение ќе чекам за да прочитам, бидејќи стварно е предизвик, тунелот е стварно предизвик за мене. Мене и дипломскиот труд ми беше рехабилитација на тунел во Врбница, се сеќавате сигурно. Малтене, еве сега за гледачи, ако не дај Боже се најдат во ситуација на неприлика во тунел каде што екзит има врата за екзит во нашата држава, бидејќи нели имаме врати за евакуација, тие врати обично до каде водат? Не водат до скривница, како што сметам, водат до излез на некоја јавна површина. Вода до значи сите тие излегуваат надвор во зависност од тоа дали се две тунелски цевки или една тунелска цевка. Во денешно време веќе нагласам, тоа ме радува, барем кај во македонски услови кога зборуваме. Ти го спомнам конкретно коридорот помеѓу градско Прилеп. Значи сега се беа пуштени тие експресни патишта, каде што на еден дел имаме тунели. Значи за експресен пат беа направени два посебни тунели. Зашто? Затоа што во иднина, ако се зголеми сообраќајот и се донесе одлука дека изградено е све, ајде ќе ги прошируваме постојните, експресниот пат да се прошири на ниво на автопат, затоа се направени два посебни тунели за во иднина ако биде автопатско решение. Тие се кратки тунели, за кратки тунели немате некои посебни безбедносни излези, сите безбедносни стандарди, да кажам, важат за тунели кои што се подолги од 1 километар. Така, например, беше направен и овој тунелот на Демиркапија Смоквица, кој што беше помало од 1 километар, но намерно беше ставен во проектот дека е 1 километар за да ги запази сите безбедносни услови. Така што тие коридори кои што ги велите, ако се два, има безбедносен излез од едната страна, безбедносен коридор за да се излезе надвор, така што запазени се сите тие елементи. Сега ќе спомнам една случка на некој од автопатиштата кои што се однесуваат токму на безбедноста. Во некои земји каде што првпат имаат гледаат тунел и некакво проширување или слично, тие мислат дека во тунелот треба да застанат. И сега имаше случај на камери да ги фатат како застануваат и прават селфи. Или застануваат, имаше еден случај на кауч да го товарен на автомобил да го спушти и да легне да одмара. Или имате случај дека оние SOS телефони каде што треба да повикате
помош Помош, на не дај патот Боже, и да. слично. Они бараат поврзување со Германија и слично. Да. Тоа се случувало на коридориве, да кажам, на патиштата во бивша Југославија. Така што, колку и да идеме на некои шали, сепак се тоа објекти кои што навистина ја го леснуваат транспортот односно повлекувањето на трасите и слично во секаков смисла. Така. За крај, сакам да ви се заблагодарам за денешното присуство. Заврши толку, јас неков кратки да не сме. Не, мислам дека е доволно. Одлично беше, затоа во тој аспект, Да, навистина, имаме уште многу ние да се Имам уште збориме. многу, меѓутоа да не наставите нас да збориме, ако не наставите да збориме, ние професориве крај нема. Да, меѓутоа да бидеме концизни, децизни, да оставиме, нели, сигурно верувам дека од вашата катедра ќе има и други гости кои што ќе разговараме и за другите теми на делот и на железница и на одржувањето на железница и сите останати категории кои што не ги напоменавме. Ви се заблагодарувам за присуството пред се, ви се заблагодарувам за тоа што соработувате со мене на мојот магистерски труд што е во финале и се надевам дека ќе биде готов до декември. Почитуване, ви благодарам што бевте со нас. Денес ќе кажавме дека железницата не е само инфраструктура, туку символ што ја поврзува нашата иднина. Ова беше Инженеркаст, а вие останете со нас и во следната епизода.